Уште еднаш му благодарам на заменик министерот за финансии за контррепликата по втор пат. Ке почнам од крајот, тоа не го разбрав, не му требале хартии. Ние овде работиме во писмена форма, иако мене ми беше чест да слушнам од вас дека вие сте направиле пресметка дека оцена на финансиските последици ќе биде 0,04, меѓутоа вие треба да знаете дека тоа е ваша обврска писмено да го напишете токму во предлог законот кој што го доставувате до Собранието на Република Македонија, затоа што има оцена на финансиските последици. А јас не сум рекол дека вие сте побарале некој да ве брани, тоа беше упатено на председателката на комисијата само затоа што ме прекина во моментот кога разговаравме за еден друг аспект, а тоа е за вкупната потрошувачка на енергија и кога велам немаат алтернатива граѓаните и правните лица во Република Македонија, кога станува збор за енергијата, тоа е вистина, на вистина немаат алтернатива. Уште еднаш ќе кажам, немате ниту еден аргумент зошто да не се прифати овој амандман. Јас ги разбрав вашите аргументи дека се врши поврат на данок, но токму тие најмалите правни субјекти кои што се регистрираа како финални потрошувачи, токму тие ќе бидат погодени со оваа криза кои што имаат по еден вработен мали субјекти за нечи ќе бидат погодени од тоа што вие не го прифаќате овој амандман, меѓутоа претпоставувам немате до крај оцена за финансиските последици, па не би сакале да ризикувате. Ви благодарам.